ми представува особена чест денес, после 3-месечна пауза, повторно, да се собериме вака и да ги отпочнеме државните надпревари. Се надеваме дека проблемите околу ковидот остануваат за нас, оние проблеми кои што не тиштеа минатите неколку години, и се надевам дека оваа година ќе имаме квалитетно джудо и исто така и меѓународни успеси. Исто така сакам да потенцирам дека денеска е во прашање јуниорското првенство, кое што не има во голем број, но сепак другите старосни категории кои што ќе видат во наредниот период во април и мај, ќе има поголем број на надпреварувачи. Ви посакувам денеска успешни борби, ферплей и посакувам денеска да джудото да победи во Кавадарци. Го прогласувам овој надпревар за отворен. Кавадарци знаеме дека од секогаш подава рака на джудото пред се и градоначалникот Митко Јанчев, кој што денеска поради оправдани причини не е присутен, но во знак на благодарност сакаме еден мал подарок од Джудо Федерацијата на Македонија. Маријан Колев ќе го прими тој подарок и се надевам дека ќе биде пренесен во понеделник во канцеларијата кај градоначалникот. Тоа е, Маријан. Кавадарци денеска по 100-ти пат беше домаќин на едно државно првенство во джудо. Конкретно, денеска државно првенство за јуниори. Надпреварите се одржаа во спортската сала Партизан. Надлежен за настапите на членовите на джудо клубот Кожувчанка денеска беше Трајче Марков, еден од тренерите во джудо клубот Кожувчанка. Трајче, како помина државното првенство? Државното првенство за јуниори за нашиот клуб помина одлично. Нашите надпреварувачи освоија 3 медали, од кои 1 сребрен и 2 бронзени. Настапивме на ова првенство со пола состав. Тројца од надпреварувачите ни се повредија пред надпреварот. Затоа таков ни беше резултатот, но сепак сме задоволни од прикажаното. Децата што надпреварувачите што се борија беа пионери и кадети, а се борија во јуниорска категорија. Да ти помогнам и јас малце, настапивте со 5 надпреварувачи. Да, требаше со 7-8, меѓутоа повредите го направија своето. Настапивме со 5 надпреварувачи, од кои тројца зедоа медали. Другите двајца имаа прекрасни борби, но сплет на околности се случи да не освојат медал. Мораме да кажеме дека и оние кои што се вистински јуниори исто така не беа во можност да настапат за джудо клубот Кожувчанка. Пред се тука Благица Колева, Роза Милкова и останатите. Меѓутоа, еве и овие помладите покажуваат дека доправа ќе го покажат оно вистинското. Да, имаме одлична иднина во джудистите во джудо клубот Кожувчанка. Нивните надпревари за нивните старосни граници доправа ни доаѓаат, ќе бидеме уште поспремни и очекуваме први места на државни првенства и репрезентативци од джудо клубот Кожувчанка. Сега да кажеме дека ти си воедно и селектор на која репрезентација? Јас сум селектор на помлади пионери. Што значи тоа, до која возраст се тие? Тие се до 7 годишна возраст. Заради ковидот до сега немаме шанса да настапуваме надвор од границите на државата со репрезентацијата, но се надеваме дека ова година ќе се одржат тие надпревари балкански, европски и дека ќе донесеме за нашата репрезентација некој медал. Има ли од джудо клубот Кожувчанка кај тебе во репрезентација некој? Да, имаме потенцијален кандидат, тоа ни е Дарија. Минатата година беше втора, предмината беше прва на државно.
ова година очекувам од неа прво место на државно и избор во репрезентација. Сега ајде да ги спомнеме само оние што освоја медали. Сребро освои. Денеска Марија Илиева имаше прекрасни бори, можеше да биде и прва, но освои сребро. Игнат Петров, кој е кадет, освои трето место, изгуби и тој во полуфинале. И Никола Петров, кој е пионер, а зема трето место во јуниори. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.